Околу 40 на членови на ориентациониот клуб Златоврв од Прилеп беа учесници на Скопскиот маратон кој што се одржа во неделата. Тие од таму се вратија со 8 медали. Тука со нас во ова интервју ги имаме четворица од членовите, а разговорот околу тоа што се случуваше на Скопскиот маратон и околу условите на оваа трка ќе го започнеме со Мерич Крипеска, председател на ориентациониот клуб Златоврв од Прилеп. Мери Пеце, честитки за вашиот постигнат успех. Благодарам. По кој пат како клуб учествувате на овој маратон и еве се вративте со 8 медали, какви се импресиите? На овој маратон учествуваме од 2011 година па натаму. Маратонот се одржува традиционално секоја прва недела од месецот мај во Скопје и можам да кажам дека секоја година е се подобро и подобро организиран. Оваа година беше еден светски настан за кој што сите треба да земаат пример и треба да имаме повеќе такви настани каде што луѓето ќе спортуваат, ќе се забавуваат и секако ќе се промовира спортот како нешто убаво и здраво и корисно, особено за младите, за младата популација во нашата земја. На овој маратон оваа година учествуваа 10.000 надпреварувачи, околу 10.000, значи, на патеките од 5 километри, маратон, полумаратон и штафетен маратон. Нашите учесници на 5 километри, најдобро место зеде Елена Јовановска, која што беше 55-то пласирана кај женските, а Давид Трајковски како 105-ти пласиран во машка конкуренција, во конкуренција од 7.000 надпреварувачи. Значи на патеката на 5 километри има најмногу надпреварувачи. А додека ние како тим од Златоврв имавме женски и машки тим. Двата тима освоивме сребрени медали, односно второ место, во конкуренција од околу 100 тимови. Еден тим се состои од 4 членови и треба да ја истрчаат маратонската патека од 42 километри. Женскиот тим беше многу близко до победа. За некои 2 минути ја изгубивме златната медалја, но сепак продолжуваме понатаму, уште помотивирани за нови успеси. Дали се потребни повеќе вакви манифестации да се одржуваат во Македонија освен Скопскиот маратон? Во секој случај, да. Потребни се манифестации, спортски манифестации, како членовите и оние кои што тренираат, значи, би имале мотив да тренираат и да ги покажат нивните способности на некоја од трките. Можам да кажам дека во последниве 2-3 години трчањето и спортските настани земаат огромен замав во нашата држава, па така да во секој град се организира барем трка од 5 километри, но сега и е некој тренд да се организираат и трките на 10 километри и исто така и полумаратонските трки на 21 километар. Тука со нас е и членот на ориентационен клуб Златоврв Христијан. Христијан, како што и Мери кажа, трчањето станува се попопуларен спорт во Македонија. Се повеќе млади земаат учество во него. Колку време се подготвувате вие за овој маратон? Па ние се подготвувавме 3 месеци. Освен Мери, имаме уште еден тренер, тој е од Белгија и тој ни дава програма за тие 3 месеци како да се спремиме со цел да постигнеме добар резултат. Во што се состојат тренизите, колку часови денот трчате, колку дена во текот на неделата, како се подготвувате за физички? Во неделно правиме околу 6 до 7 тренинзи. На почетокот на неделата имаме лесно трчање, околу 30, 40, 50 минути. После тоа имаме брзи тренинзи во вид на интервали, фартлек, темпоран и така натаму. Потоа исто така имаме лесно, со цел да се одмориме од тие напорни тренинзи. И на крајот на неделата имаме долги трчања, околу 15-16 километри. Каде се одвиваат најчесто тренинзите, на кои локации во околината на Прилеп? Па моментално за Скопскиот маратон трениравме повеќе на Рамно, на кај стариот пат за Лагово, на кај патот за Прилепското езеро, на траката на градскиот базен и тоа.
Освен значи физичката подготвеност, сигурно за еден вако маратон потребна е и психичка подготвеност. Значи имате посебен начин ли на режим на пред да биде маратонот за време на тие тренинзи? Па јас за мене јас немам, едноставно сум мотивиран преку тие 3 месеци исто и пред трката сум едноставно фокусиран. Немам некој таков режим. Колку време се занимаваш со трчање и со ориентација? Па 3 години. 3 години, но сепак тренирав првин 2 години, потоа одмарав една година и сега пак една година тренирам и така. И посакувам понатаму да постигнувате вакви успеси. Тука со нас е и Јован. Јован, какви беа условите на Скопскиот маратон? Па оваа година условите беа тешки, да речем. Температурата беше околу 30 степени, а минатиот ден имаше врнеж од дожд, така што имаше испарување и беше загушливо за дишење. Конкуренцијата? Исто имаше голема конкуренција. Во штафетниот маратон имаше околу 50 екипи и ние освоивме второ место. Патеката каква беше? Каде се движевте ин Скопје? Патеката беше рамна низ градот Скопје, низ центарот. Какво е чувството да се учествува на манифестација на која што трчаат 10.000 луѓе и на крајот ти да бидеш еден од тие кои што ќе освојат медал? Чувствува да. Не може да се опиши со зборови, тоа е секоја желба на еден спортист. Колку време ти се занимаваш со атлетика и со ориентација? Па јас се занимавам околу 3,5 години, но активно трчање на вакви трки околу 2 години. Како се спремаваше ти, истото прашање што го поставив на Христијан, дали имаше посебен начин на некаков режим на живот пред да дојде маратонот? Па да, најмногу мора да се пази исто на исхрана во текот на тренирањето во тие месеци во кои што се справаме на трката. И тебе успех и понатаму, значи и честитки за постигнатите успеси. Тука со нас е и Марио. Марио, значи, кажаме дека ви сте членови на ориентационен клуб, значи, која е врската помеѓу ориентацијата и атлетиката? Може би ќе се запрашаат нашите гледачи. Па, за да бидете успешен ориентирец, треба да бидете спремни и физички и да знаете добро да читате карта. Еве ќе направиме на споредба. Сега моментално е Европското првенство во ориентација во Швајцарија и на спринтот буквално секунди одлучуваат кој ќе биде во првите 3 места. Понатамошните ваши цели како клуб во однос на атлетиката и во однос на ориентацијата? Па сега најпрво следува една домашна трка во Прилеп, планинска, Мамата Рок Трейл на 20 мај. И после тоа следуваат тренинзи за најпрво младинското европско првенство во Бугарија, потоа следува младинско светско првенство во Унгарија, потоа е светското првенство во Латвија и на есен е југоисточно европско првенство. И потоа следува домашниот надпревар, овде нашиот што го организираме ние, меморијалот Пеца Танасовски. Па имаме трка исто во Прилеп Краљу Марко Трейлс, веќе добро познатата. И Мамата Рок Трейл ќе биде исто така како планински маратон? да, Планинска трка? планинска трка во должина од 21 км и 1000 метри висинско искачување ќе се одржува исто како секоја година на Селечка планина. Насловена е според она позната карпа. Според познатата карпа над манастирот Свети Димитрија Селце, Мамата. Од каде се очекуваат учесници и колку? Па не знам точно, тоа организаторот. Тоа беше разговорот со членовите на ориентациониот клуб Златовор во Прилеп и околу нивните успеси на Скопскиот маратон. Уште наш честитки за нивните успеси и да освојуваат и да носат вакви медали и во иднина.